Доктор Џемиле Берат ќе остане запишана во историјата како првата ромка која што завршила медицински факултет во Скопје. Неziната приказна, незиниот животен пат ја инспирира да ја напише книгата Мојот сон, кој што понатаму треба да биде инспирација за многу други, за да се инспирираат и да најдат начин како да ги остварат своите соништа. Книгата што ја напишав, а ја пишував кога ми беше најтешко, кога почина мажот ми, практично има неколку причини. Првата е да оставам трак, реков. Втората е да се заблагодарам на некој начин за поддршката што ми ја даде мајка ми и брат ми. Втората причина за да ја напишам книгата беше да биде мотивирачка за сиромашни деца, интелектуалци, да видат дека можат да успеат само ако сакат, затоа што јас успеав. И на крај многу сакам барем малку да го променам мислењето на неромите за ромите што живеат во светот, затоа што ромите се најголемото светско малцинство, малку барам да го променат своето мислење, да бидат повеќе прифатени, разбрани и уште една работа да очекуваат дека ќе бидат дискриминирани, затоа што јас тоа го осетим на своја кожа, меѓутоа да останат доследни, храбри, да бидат со исправена глава, само да учат, да си работат честно, професионално работата и да не се срамат од тоа што се роми, него напротив да кажуваат и да се горди со тоа. Јас пораснав во една средина кај што се негува меѓунационалните, меѓулудските односи. Меѓутоа, кога се запослив, кога веќе немаше Југославија, тогаш го осетив тој удар, да кажеме, таа дискриминација за цело време на моето работење. Јас го чувствував тоа и меѓутоа си ја работев работата професионално и не дозволив да се почувствувам понижена затоа што знаев колку вредам. Денеска мислам дека е подобра ситуацијата, дека не е така, повеќе има образовани деца, повеќе образовани луѓе меѓу нас ромите, ние имаме и доктори сега, и адвокати, инженери, компјутерџи, така да полесно е кога човек не е сам, а јас тогаш со мажот ми бевме сами. Мислам дека најголемиот успех е практично моето семејство. Значи, јас имам син и ќерка кои се факултетски образовани. Синот ми е првиот доктор на науки, на политички науки, ром, а има само 36 години.